Благодарам, почитуван господин Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка во делегацијата на Европската Унија, почитувани представници на делегацијата на Европската Унија, почитуван градоначалник на општина Ранковци Ивица Тошевски, почитувани земјоделци, почитувани присутни. Чест ми е што денеска тука во општина Ранковце сме тука каде што се наоѓа една од локациите за спроведување на проектот мали нискотрошковни еколошки прифатливи системи за наводнување. Заеднички со представниците на делегацијата на Европската Унија да ги презентираме придобивките токму од овој проект. Проектот во износ од 1,7 милиони евра е финансиран од инструментот за предпристапна помош ИПА на Европската Унија. Со проектот е предвидена изработка на проектна документација за 8 мали системи за наводнување. Целта на овој проект е да придонесе за зголемување на конкурентноста на земјоделскиот сектор, да се одржат приходите од земјоделството и да се ублажат негативните ефекти од климатските промени во земјоделството, преку изградба на мали системи за наводнување со ниски трошоци и прифатливи за еколошката животна средина. Конкретно во вашата општина со проектот е опфатен системот за наводнување на Славишко поле. Според првичните анализи, изградбата на овој систем за наводнување ќе чини 1,6 милиони евра. Оваа локација, заедно уште со две други, ќе влезат во првата фаза за изработка на проектната документација и за овие три системи за наводнување веќе се обезбедени околу 3 милиони евра средства од програмата на ИПА 2015 година. Тековниот систем за наводнување се состои од привремен зафат на крива река, со кој што се наводнуваат околу 40 хектари. Каналите биле подолги, но во нив биле поставени други цевки и листите биле обраснати со дрва и затоа повеќе не може да се користат. Знаеме дека во изминатите години сте се соочувале со многу тешкоти во делот на наводнувањето, поради нефункционалноста на постоечкиот систем за наводнување. Со изградбата на новиот систем за наводнување, многу обработливо земјиште кое што во моментот е без вода, конечно би било употребливо. Површините за наводнување од моменталните 40 хектари ќе се зголемат за околу 200 хектари. Новиот систем ќе донесе придобивки за повеќе од 250 домаќинства кои што се занимаваат со земјоделство во Ранковце, Псача и Гиновци. Изградбата на системот за наводнување ќе го зголеми приходот за повеќе од 3 пати, што ќе влијае на животниот стандард во општината. Од друга страна, земјоделците ќе можат да извршат замена на постоечките култури на некои попрофитабилни култури со поголема додадена вредност. Системот за наводнување ќе овозможи одржување и развивање на земјоделските активности за кои луѓето овде имаат традиција, на начин што ќе се почувствува во целокупното општество. Сето ова ќе придонесе кон зголемување на економската стабилност на семејството. Од ваша страна се очекува исто така вклученост при имплементација на самиот проект. Само со ваша поддршка и соработка ќе имаме успешна проектна документација и изградба на квалитетен систем за наводнување. Почитувани, наводнувањето е еден од клучните услови за стабилно и конкурентно земјоделско производство. Овој проект е само дел од нашите политики за создавање на современи системи за наводнување и зголемување на површините што се наводнуваат. Тоа е една од клучните цели на новата влада. Како влада сме фокусирани на реализација на низа други на проекти, изградба на нови и реконструкција на постоечките системи за наводнување. Во оваа прилика сакам уште еднаш да се заблагодарам на господинот Бертолини и на делегацијата на Европската Унија за имплементацијата на сите овие проекти, вклучително и на проектот за малите системи за наводнување. И особена чест ми е што првиот за реализација и за изградба проект потекнува токму од овој крај, истиот ќе се финансира и ќе се изгради во Славишко поле. Благодарам на вниманието.